Гордо со македонско знаме на сцена, шампионот во бодибилдинг Тоша Зафиров заедно со својата сопруга Габриела на светски познатиот надпревар Мистер и Мис на универзумот кој се одржа во Италија, освоија 2 медали. Иако Тоша рече се откажувам, долгите години посветени на спортот и љубовта кон својата земја беа посилни од се. На последното такмичење навистина дехидрирав, премногу се истоштив, сакав од премногу желба за што подобар резултат. Направив некои грешки кои што сега мислам да ги поправив овој пат нови надпревар. И едноставно тоа е посилно до мене. Не можам да се откажам да не сам да проверувам. Убави ми се тие диети, тие тешки исцрпувачки диети, тие тешки тренинзи, едноставно ми недостигаше и не можам без тоа. Тоша е 6-ти, твојата супруга 5-та во конкуренција. Вака јас се направено во професионална лига, тоа е значи врвот на бодибилдингот, треба да бидеш светски или европски шампион за таа про карта. Ако се земе фактот дека имаше од Јужна Африка, од Индија, од Франција, Италија, од цел свет, навистина да влезеш во финале или полуфинале е голем успех. 6-то место е висок пласман за тие професионални такмичења. Исто и Габриела 5-то место освои конкуренција од, мислам дека беа повеќе од 10 жени над 35 години во бикини фитнес. Навистина тие се мајки, жени сите, но прекрасно изгледаат и имаше многу конкуренции и успех од 5-то место навистина се израдувавме. Се подготвувате секој ден? Посебен режим на храна? Па да, посебен режим на исхрана, 2 пати во ден тренирање, одрекување од многу други работи кои што мораме за да ги постигнеме резултати кои што ги постигнуваме денес. Така да, но, како што кажав, еден начин на живот, веќе 20 години го работиме, така да не ни ствара никакви потешкоти и напротив, задоволстваме сето тоа и после такмичење, баш со Габриела разговарав, медвај чекам да си дојдам да јадам убав ориз и стек. Пак тоа убавато што го јадеме цело време, пак тоа не достига. Мислам дека оваа година на ова надпреварување беше моето излегување врвот и круна на сето она што го правам овие 21 година. Настапот ми беше со песна од Тоша Проевски "Зајди, зајди", со македонска песна "Сакав да бидам", со македонско знаме, да го истакнам во сред Италија излегов со македонско знаме, македонска песна, позирањето беше преубаво, сите суди и на крај излегувам и честитав сите такмичари, дури имаше девојчиња кои што се такмичат од Хрватска, од Србија, од Босна, кои што го знаат Тоша Проевски, плаче едноставно така од среќа, од емоции. Не се опишува тоа чувство, значи со ништо не може да се замени. Може да бидеш најбогат човек на свет, но тоа не може да го доживееш. Например, од Јужна Африка беа околу 25 такмичари репрезентација, од Индија исто 25-30, од многу други земји, од Словенија. Сите доаѓа како репрезентација со своји тренери, доктори се. Ние бевме фамилиарно, јас, Габриела, моите деца им беа најголема поддршка. Одозда сите отидовме исто облечени како еден тим. Нема поубаво, не може ни една публика да го замени тоа што твоите деца може да го пружат и кога ќе дојдат да ти честитат или кога те подрат за време на припремите, додека си таму со тебе. Така да прекрасно за тоа чувство. Еве пак сакам да му се заблагодарам на сите оние што навистина преголема поддршка ни дават за време на припремите, а посебно после излегувањето и оној мој настап кој што го имав. Сета таа енергија од нив што ја црпам, навистина ми дава да продолжам уште да се борам да представам Македонија, својата држава, сами од себе, и фамилија, и семејство, и сето оно околу нас. Обично заедно се спремаме за надпревање, многу полесно ми е сето тоа, бидејќи таа буквално знае точно што јадам, како јадам, само си правиме список за цела недела колку јаглени хидрати, колку протеини, колку тоа све што ни треба. Истата храна ја јаде таа, заедно вежбаме, така да многу е полесно кога двајца го прават тоа, кога двајца поддршка на тие такмичења заедно кога одиме, така да, сигурно и таа со мене ќе биде, бидејќи навистина постигнуваме многу сјајни резултати за годините кои што ги има таа, така да таа е еден пример за сите оние што барат изговор дека немат време да вежбат, не може да вежбат, немат време да се хранат здраво или било што. Мене не им представува никаква разлика дали е лето, есен, зима или пролет. Исто се хранам, секогаш гледам да внимавам да биде она здрава храна. Ако ми се јаде на мене пастрамали или пита или пица, знам и летно време да јадам, знам и зимно време да каснам, но знам сето тоа да го испешачам, да го извежбам или било што да направам, така да мораме да внимаваме на самите себе, бидејќи пак ќе кажам колку ќе се вложиме во нашето тело, толку ќе ни возврати и тоа, бидејќи нашето тело е единствено место каде што мораме да живееме. Веќе сабајлето направив еден тренинг, така ја враќам енергијата повторно со тренинг, со здрава храна вечерта. Повторно имам тренинг, продолжуваме со исто темпо,
планираме да за наредната година на 2 до 3 такмичења обавезно да излеземе пак, така да веќе подготовките почнуваат. Мислам, не ни запираме. Тука едноставно само продолжуваме да газиме по патот кој што водиме. Зафирови немаат време за одмор, се подготвуваат и продолжуваат со тренинзи како вистински спортски амбасадори на нашата земја.